Во правосудството, како што најави во тема на денот, разговарам со адвокатот Никола Додевски. Господин Додевски, добро вечер. Добро вечер. Морам на почетокот да ве прашам со оглед на тоа дека имате долгогодишно искуство во правосудниот систем како адвокат, долги години бевте и прв човек на адвокатската комора. Денеска слушнав од дел од пратениците од власта кои што им посочија на поранешната претседателка на судскиот совет Дамева дека судскиот совет е најодговорен за довербата од 2% кои што правосудниот систем ја има кај граѓаните. Се согласувате ли со ваквата констатација? Дали судскиот совет е најодговорен за ваквата состојба? Па го делам тоа мислење, иако не можам да ги абстрахирам и другите чинители во правосудниот систем. Судиите се основа на правосудниот систем. Судскиот совет со оглед дека ги контролира, дели одговорноста со нив, но кога ќе почнеме да размислуваме дека судиите се тие што го бираат судскиот совет, не можеме да кажеме дека овој е поодговорен. Не, за мене се еднакво одговорни и судиите и членовите на судскиот совет. Слушнавме многу реакции дека ова е упад во Уставот, дека е напад врз судската власт ваквата постапка. Како вие гледате? Оправдана ли е оваа интерпелација која што се случи денеска во собранието? Па еве да почнам со некои слики кои што ми се враќаат во моментот додека ние разговараме од тоа што се случуваше во судскиот совет. Првата слика што можам да се потсетам е на пример дека 23-та година ми се чини еден од членовите на судскиот совет, почитувана судика Миријана Радевска-Стевкова, поднесе оставка од својата функција и јавно каже дека не се согласува со ставовите на другите членови. После тоа година и повеќе немаше представник од Врховниот суд во судскиот совет. Би рекол дека недовербата прв пат ја искаже Врховниот суд кон овој состав на судскиот совет, да не речам дека има исто значење како интерпелацијата, меѓутоа за мене е искажување недоверба. После тоа имавме еден мал инцидент со еден судија кој што влезе од Врховниот суд, па веднаш излезе кога ја даваше на заклетвата од калкулантски причини за неговиот син да стане судија и така натаму, но тоа не сакам ни да го коментирам, понатаму се виде судбината. Сакам да кажам дека легитимитетот прво Врховен суд го одзема, него можам да кажам дека го ја искажа недовербата. После тоа, кога размислувам што понатаму се случуваше, не можам да не се сетам на една многу грда слика кога буквално се спроведе судење на претседателката на Врховниот суд од овој состав на судскиот совет. Пред очите на јавноста. Пред очите на јавноста, но не само пред очите на јавноста, него и пред очите на таа особа која што беше ставена буквално на обвинителска клупа, понижување кое што не може да се го замисли човек. Абсурдот на системот кој што го имавме во изборот на членовите на судскиот совет, може го извлечете и од тоа. Стручен соработник, седнат во улога на судија и суди на претседателка на Врховен суд. И тоа зошто? Затоа што не доаѓала на седници на кои што таа нема право на глас. Не бил функционален советот. Абсурд. И самиот тој совет си го покажа непостоењето на кредибилност со тоа што донесе одлука со која што си се поби себе си и ослободи претседателката. Но понижувањата, сцените што беа таму, што ги видовме сите, не се забораваат. Ни од јавноста и не треба да се забораваат. Затоа што сега кога викаме упад во системот и така натаму, забораваме што се случувало. Ова е само мал дел што во моментов можам, но вие уште подобро ги следите сите тие грди ситуации. Апсолутно, јавноста памети што се случуваше и какви скандали се случува во судскиот совет. Но морам од друга страна да ве прашам, зошто власта се одлучи според вас, зошто се одлучи на интерпелација, а не на постапка за разрешување на членовите, ако веќе дотаму е стигната работата? Дали ова некакво калкуланство на владеачкото мнозинство во собранието во однос на тоа каква порака испраќа со постапка? Можам да ги кажам моите импресии, но мислам дека не се релевантни во однос на што има на ум власта, но дека тоа е уставна категорија која што е дозволена и предвидена и за јавните и за вршителите на јавни функции, меѓу кои што спаѓаат и членовите, тоа се сигурно правни факти. За нив можам да коментирам и категорично тврдам дека се флоскули, дека власта упаднала во системот и не знам што денеска случајно малку има време да гледаме собрание, еден од пратениците вика, па зошто не рековте дека е упад во системот кога тоа исто собрание, таа иста власт вас ве назначи. Тогаш не беше упад, сега е упад тоа што таа власт, тоа собрание што ви го дава легитимитетот, ви го одзема.
Тоа е не само логика, него тоа е законот, тоа е уставот. Вие им го давате легитимитетот, таман работа, што треба оваа власт да гледа и понатаму скандали, да гледа девастирање на правосудниот систем и да не превзема. Не, власта е одговорна и мора да има одговор на секоја ситуација во која што се загрозува правосудството како еден од столбовите, не само правосудството, а сите сегменти, ама овде збориме за правосудството. Јас ве разбирам целосно, меѓутоа што постигнавме со оваа постапка? Очигледно, ако нешто се менува, треба да има некакви промени. Ние од целата оваа постапка гледаме дека ништо нема да се промени, има интерпелација, членовите велат дека ќе продолжат со работа. Тука не би се сложил со вас, затоа што ако приметивте дека се усвоени не само недовербата, туку и одредени заклучоци. Еден од заклучоците... Да, заклучоците велат дека немаат легитимитет да ја работат. Дека веќе немаат легитимитет да работат. И какви се последиците од останувањето на работа и покрај ова да останеме работа? За мене тоа не е замисливо, морам да кажам, дури некој од нив и лично ги познам, не ми е замисливо и секогаш се обидам да најдам што е мотивот по секоја цена да се остане на функција, дури кога тој што ви го дал легитимитетот ви го одзема. Зошто? Кој е тој мотив? Значи не е достојно. Последицата, доколку не го направат чинот на повлекување, за кој што мислам дека дефинитивно мора да го направат, бидејќи последиците за тоа ќе бидат од тоа, доколку не го направат, ќе бидат исклучително тешки. Прво ќе биде натамошно девастирање на судскиот систем по нивна заслуга. Прво тоа ќе биде. Второ, вие сте судија, така, ќе ве повикаат да ви води дисциплинска постапка. Па вие прво би ве советувал како адвокат да побарате нивно изземање, затоа што тие веќе го изгубиле легитимитетот. Може некој што му изгласано дека нема легитимитет да одлучува за легитимитетот, за добрата законска стручна работа на другите судии. Не може. И трето, ако упорно остануваат на таа функција, тогаш легитимно е да ја предизвикаат владата да даде одговор. Каков одговор? Па тоа што многу долго време го слушавме. Распуштање на целиот судски совет. Не можете да останете пасивни на ситуација кога тој судски совет е еднакво одговорен за паѓањето на довербата, која што сега имаме во некои миниатурни проценти и да не се прецизни, секако се незначителни, и да вие не преземете ништо како власт, вие сте обврзани да преземете. Значи, со други збори, овие 5 членови на судскиот совет викаат, ајде, разрешите го судскиот совет, целосно, донесете распуштање и така натаму. Па што друго да прави владата? Законодавството е обврска да се сочува правниот систем, да се сочува правосудниот систем и да не се дозволи натамошно уништување. Сите зборуваме за реформи, па тоа е реформата. Реформата не може да се направи ако се персоналниот состав упорно ги бара дупките во законот или пак едноставно не ја чувствува личната одговорност дека треба да се тргне и да дозволи правосудството да му даде шанса со некои нови луѓе, со некој нов судски совет кој што ќе има малку поинаква структура и кој што ќе биде, да речеме, многу понезависен отколку што може да бидат независни, не знам, стручни соработници кои што одеднаш се нашле во ситуација за 10 скалила да отидат нагоре во својата кариера, од стручен соработник во основен суд да станете судски совет или со други збори судија на врховните и на сите други судии. Сега морам директно да ве прашам, дали ова значи дека следниот чекор треба да биде распуштање? Дефинитивно. Нема што друго. Ако самите не ја увидат својата одговорност кон оваа држава, која што им дала легитимитет, државата мора да одговори на тоа и да се ја спасува државата. Бидејќи од вакви неодговорни постапки и личности, нас државата ни е во такво дереже, кога зборам за државата, пред се мислам на правосудниот сектор, да и вие, и јас, и сите други, а јас многу повеќе од вас, бидејќи секојдневно ја чувствувам правната несигурност која што имаме во судовите, да не и веруваме и на државата, бидејќи таа го раководи и го устројува системот. И алатките, преку закони, измени законски, преку правилно толкување на законите, не може некој да рече, ја ти го давам легитимитетот, вие сте ми го дали легитимитетот, ама немате право да ми го земете. Да, имам право. Денеска се покаже тоа и консеквентно на тоа е разрешување. Дали во ова или она форма,
законодавецот има 1 мал милион можности кои што се носат за да не претерам за 10 дена, вие можете да имате основ. Ако мислите дека тој основ не е доволно сврзва законот. Оставки дефинитивно не треба да молиме некој да поднесува. Државата не треба никого да моли за да го стави во ред правосудството. Но колку ова ќе направи проблем со меѓународната заедница, меѓународните партнери, тие велат дека очекуваат да се почитува законот. Од друга страна, оценската мисија која што испрати Европската унија, по сите оние скандали кои што ги споменавте во судскиот совет, даде 40 препораки. Генерално тие се однесуваат на законски измени кои што бија подигнале довербата или функционалноста на судскиот совет. Што доколку се направи потек за распуштање на судскиот совет, што би им одговориле на представниците од Европската унија? Не можете да направите реформи колку и да сте добронамерни како представници на странските заедници, доколку немате вистински луѓе со авторитет, со искуство, професионалци, кои што на вистина ќе бидат на улогата, на задачата на судскиот совет. Не можете со овој судски совет, кој што пред малку направивме мала ретроспектива од многуте грди ситуации, кои што, кој велам грди, пред се мислам на владење на правото, на однесување достоинствено, професионално и стручно. Тоа не го видовме. Сега, ако тој состав сметате дека со законски измени ќе ги подобриме нивните однесувања, вие сте представена странска, вам ви се обраќам. Грешите. Значи, не можете со исти луѓе да направите реформа на судството, кој што се докажано противници на владењето на правото и противници на системот правосуден кој што треба да се развива во Македонија, а не да ја губи довербата. И не понатаму, да речеме, да, колку има они доверба? 98%, односно 2% доверба, 98% недоверба. Ама окей, ќе направиме убави закони и ќе им ја дигнеме довербата. Така не. Само треба да го имаме предвид тоа што во собранието денеска се расправаше и се виде дека е тоа така со аргументи, без оглед што засегнатите членови оде на процедурални некакви забелешки, има прилика на сајтот на собранието да видам, копи-пест беа сите 5 одговори, ова е упад во системот и толку, а на фактите нема одговор. Паралелно се води постапка за разрешување на државниот јавен обвинител. Колку според вас е оправдана оваа постапка која покрена владата? Во целост. Значи, вака ќе ви кажам, не можам да замислам да довербата која што ја имаат на ист процент, 2%, и која што очигледно и во јавноста повторно ја гледаме, ви имате во моментов ситуација републичкиот јавен обвинител разрешува, односно суспендира, нормално со интенција да разреши, еден од поквалитетните обвинители, според моја лично искуство во повеќе судски предмети, затоа што донел обвинителска одлука, повлекување на жалба или не знам, повлекување на обвинени и така натаму, или одлучувал по жалба и така. Недозволено. И во истиот момент меѓусебни кривични пријави се поднесуваат еден обвинител на друг и така натаму. Тоа е обвинителство кое што треба да го раководи системот? Не. Значи, тоа е и tekako оправдана иницијатива. И оно што сакам да го нагласам, пред се од правниот аспект, бидејќи тоа е тоа што јас сакам да го нагласувам секогаш, не е точно дека обвинителот може да биде разрешен само за дисциплинска повреда или за тоа што бил член на политичка партија. Да, точно е, ама тогаш е задолжително и без дискусија се разрешува. Си сторил дисциплинска повреда, по своја вина те разрешуваме. Или си член на партија, за тоа ќе се отвора дебата. Не, тоа се отвара под одредбата од Закон за обвинителство, кој што вика владата има право да поднесе иницијатива за отповикување, за разрешување на јавниот обвинител. И тука се отворени причините зашто владата смета дека тој треба да биде разрешен. И колку што можам од јавноста да видам, бидејќи не видов дека е достапна иницијативата на јавноста, многу работи стојат таму. Од пагањето на довербата, од непревземање на действија за совладување или за гонење на криминалот, од, ја би додал и како важен сегмент, немаше со доблес да се соочи овој јавен обвинител и прво да ги елиминира нарачаните обвиненија, кои што многу ги има во нашата држава, некои за жал завршија дури со правосудни пресуди, некои се во тек и кај што упорно и покрај тоа што се случува на судење, се оставува на обвинение за да се исполни некаква нарачка. Тоа е недозволиво. Тие причини се предмет за дискусија и за тоа се оди до Советот. Нема да одите вие до Советот на јавни обвинители, дајте ми мислење,
Дали е овој член на партија или не, тоа се утврдува. Ве разбирам апсолутно, морам за крај да ве прашам, има ли рецепт или кој би бил вашиот совет како да се врати довербата во правосудството? Па мислам дека многу лесно може да се врати довербата во правосудството, а тоа е прво, како што пред малку нагласив, со елиминирање на персонално елиминирање на сите оние што доведуваат до недовербата, што довеле до недовербата. Се разбира, тоа се пресе раководните личности, иницијативата што денеска имаше за дел од судскиот совет. Предпоставувам дека таа недоверба што беше изгласана ќе биде црвен сигнал и за останатите членови од судскиот совет. Да, тие не се предмет на иницијатива, ама и како можат да видат. Нема криење зад колективната одговорност. Конечно, колективната одговорност има име, соизвршителство се вика тоа. Секој од тие што учествуваат во такви постапки, одлуки и така натаму, се соизвршители. Или пак вторава иницијатива за јавниот обвинител која што е покрената. Така се почнува. А потоа со многу стрикни реформи кои што морам да кажам, да почнат со промена на уставот. Не можете да имате одговорно судство со доживотен мандат на судиите. Судиите мора да имаат ограничен мандат. Не можете да имате непристрасно судство кога ги мешате обвинителите и судиите во иста академија ги обучувате. Треба ги раздвоите. Во Америка, каде што имал прилика и да бидам во стручна посета, се чудеа луѓето што во една академија ги учите и обвинителите кои што се странка и судиите. Тоа е нешто што е непоимливо таму. Тоа се дел од работите, не се тешки, треба само да се направат вистинските измени и треба да се, мислам дека тоа сега го чувствуваме, да се има храброст. Еве и по овие иницијативи се покренати, иако ако мене прашувате, требаше многу порано да се покренат, да не решам од 23-та за судскиот совет за обвинителот од првите неколку денови, како што вообичаено нели беше практика порано, не да им се дава шанса, нема да се дава шанса на некои луѓе кои што гледате дека немаат желба, некој што ги знае процесите кои што се нарачани, кои што се тераат во нечи интерес, а не сака да се стави во улога, рече стоп, него вика ако повлечете, јас ќе ве суспендирам. Така не. Господин Дедевски, благодарам многу за гостувањето во темата. Ми беше драго, благодарам вас.